За председател на Комисијата за верификација на факти се избира Томе Аџиев, дипломиран правник со положен правосуден испит од Битола. За заменик председател на Комисијата предложен е господинот Асан Лума, стоматолог од Тетово. За членови на Комисијата Предраг Димитровски, дипломиран новинар од Скопје, професор доктор Новица Велјановски, доктор на правно-историски науки, професор доктор Ѓорги Малковски, доктор на Филозофски факултет во Скопје, господинот Вецко Здравевски, политиколог, господјата Марија Милошевска, дипломиран филолог од Скопје, господинот Шпенди Винца, дипломиран социолог, господинот Дауд Даути, дипломиран новинар од Скопје, господјата Ристанка Лалчевска, дипломиран правник од Охрид и господјицата или господја Цветанка Соколова Младеновска, магистар на правни науки од Скопје. Денеска повторно гледаме обид на ВМРО ДПМН да го предлага председателот Томе Аџиев. Господа, значи, едно од големите кршења на законот за верификација на факти, или за популарно кажано за верификација на факти, како дополнителен услов за обавување на функција, беше и непочитувањето од негова страна на законот или од страна на ова собрание. Ако го читаме законот, ќе видиме дека таму има еден ротирачки мандат, каде што на секој 6 месеци треба председателот на оваа комисија да биде променет, односно секој член на оваа комисија да биде председател. Поминаа 3 години, господинот Аџиев продолжи да биде председател. За ова ваша и не е политика да продолжи, вие денеска повторно, веројатно заради добро завршената работа, бидејќи осакатија еден куп многу и оштетија големи фамилии во Република Македонија, за кои што, замислете, двата клучни суда, уставниот и управниот, не се произнесуваат. Тужба која што согласно уставот и членот 15 јасно вели дека по тужба и жалба мора да се произнесат, затоа што тоа е право согласно уставот на сите граѓани во оваа држава, вие го наградувате господинот Аџиев со нов мандат. Прочитајте го извештајот на Европската комисија. Таму многу јасно пишува како Европската комисија гледа на лустрацијата која што ја вршите во Република Македонија. И во ниедна ситуација, година дена беа оставките поднесени од членовите на претходниот состав. Во ниеден момент намера СДСМ немаше да учествува во ваков процес. Затоа што прво не се почитува законот. Како тоа никој не сака во оваа држава да ни каже зошто Томе Аџиев е 3 години председател? Поставивте дилема зошто Томе Аџиев, иако законот не обврзува на ротирачки мандат, бил подолго време председател на Комисијата за лустрација. Ќе ви одговорам и на тоа прашање. Пред отприлика 2 години, сега да не ги барам точните датуми, пред отприлика 2 години, Комисијата за избори и именување одржа седница на која што утврди предлог до Собранието на Република Македонија да се направи неопходната ротација. По принципот, ако предложен член на Комисијата за лустрација бил предложен од мнозинството пратеници од поголемата партија, во следниот мандат да биде, односно во следниот ротирачки мандат да биде председател на комисијата предложен од опозиција, но од помалата партија и наизменично. Тој принцип, за среќа на почетокот, функционираше. Се сеќавате дека Томе Аџиев не беше прв председател, туку беше 3 или 4 по ред. Тој предлог комисијата го утврди и го достави до Собранието на Република Македонија, да се изврши ротација, односно замена на председателот Томе Аџиев со друг од членовите на комисијата. Тој предлог беше ставен во Собранието и доби поддршка од сите политички партии, освен од Социјалдемократскиот сојуз. За среќа или за несреќа, кој како ги толкува работите? Не, за вас за среќа, за нас за несреќа. Вие имате 42 пратеници во Собранието, односно имавте 42 пратеници во Собранието, како коалиција која што настапи тогаш на избори. Ова беше многу скоро после тие избори. И со негласање на таков предлог, оневозможивте да се собере двотретинско мнозинство и да се направи ротацијата на председателот Томе Аџиев со следниот кој што доаѓаше по редоследот утврден претходно помеѓу политичките партии и утврден како предлог од Комисијата за избори и именување. Со вашето неучество и со вашето негласање и недавање поддршка на таа ротација, всушност вие сте тие кои што му го продолживте мандатот на председателот Томе Аџиев да биде председател практично до денеска. Господин Димовски, со сета почит кон Славко Јаневски, на која функција треба човекот да дојде? Починал пред 20 на години. На која функција треба да дојде академик Томе Серафимовски?
што ви пречеше во неговиот животен век, или Божин Павловски, или плејада на македонски паметни, умни луѓе, кои што направиле нешто за собствената држава. Има 4 елементи кои говорев пред малку. Барем треба да имаат подпишено изјава за соработник. Треба да имаат подпишено некаков документ дека примиле паричен надомест. Тие треба луѓе во тој процес, Комисијата за илустрација да докаже дека врз база на кодошењето, условно кажано, како што вие популарно го нарекувате, луѓето кои што сега ги илустрират напредувале во кариерата. На крајот на краиштата постои еден образец за анализа на соработничкиот однос. Каков образец има подпишано Славко Јаневски? Овие образци вие сте ги определиле. Не. Вас ви е важно, кога треба нешто да се спинува во Република Македонија, тогаш му се јавувате, не знам дали вие, Мартин Протугер или лично премиерот на Томе Аџиев, и велите, ајде од фиоката, извадете за денес кој е за илустрирање.